Почитувани гледачи, добро вечер. Започнува емисијата Отворено. Вечерва разговараме со магистер Јанко Бачев, председател на партијата Народно движење за Македонија, коалиционен партнер на ВМРО ДПМН. Добро вечер, како сте? Добро вечер за гледачите на телевизија Кочани. Прв пат доаѓате во телевизија Кочани и затоа да представиме кој е Јанко Бачев. Па ве накратко, за мене можем да кажам дека по професија сум дипломиран правник. По завршувањето на правниот факултет, накратко, имав ангажмани како адвокатски стручен соработник. За потоа го положив правосудниот испит, но мојата кариера не продолжи во правосудството, бидејќи 94 година се вработив во Министерството за внатрешни работи, односно поточно во управата за безбедност и контраразнавање. Таму бев се до 2002 година, кога после татковинската војна ги видов се тие страшни предавства што се случија во таа војна од страна на тогашниот македонски државен врв и го напуштив МВР и со една група ентузијасти ја формиравме Народно движење за Македонија. Инаку мојот потесна специјално околу мојот научен ангажман е меѓународното право, каде што имам магистрирано на темата приемот на Македонија во Обединетите нации и меѓународното право, а додека докторската дисертација ми е околу правните механизми за повраќање на уставното име на Република Македонија во Обединетите нации, што значи дека покрај мојот политички ангажман и мојот личен ангажман целосно е посветен на националните и државните интереси на Република Македонија, што се гледа и од моите ангажмани околу магистратурата и докторската дисертација. Така, на изборите не настапувате сами, туку сте коалиционен партнер на ВМРО ДПМН. Причината за влегување во коалиција? Па ние како Народно движење за Македонија бевме во коалиција со ВМРО ДПМН од 2005 од тогашните локални избори до 2009 година, до последните локални избори. Значи бевме заедно на локалните избори 2005, на парламентарните 2006, на ворените парламентарни избори 2008, додека на локалните избори 2009 настапивме сами на тогашните локални избори и според мене имавме така еден добар резултат, освоивме околу 16.000 гласови. И имаме значи во повеќе општини во Македонија неколку советници, додека сега на овие парламентарни избори повторно прифативме поканата од ВМРО ДПМН да се приклучиме кон коалицијата за подобра Македонија, и тоа од неколку причини, бидејќи сметаме дека овие избори имат во себе една историска димензија, бидејќи на нив треба дефинитивно да ја запечатиме судбината на нашите политички противници, пред се тука на Бранко Црвенковски, бидејќи се работи за една личност која што направи голема штета за Македонија. Повозрастните се сеќаваат дека Црвенковски е креатор на таа криминална приватизација во 90-те години од минатиот век и со тоа направи една страшна економска диверзија, едно злосторство врз македонскиот народ, бидејќи тоа општествено богатство кое што во социјализмот 50 години назад го создава сите работни луѓе во државата, 91-92 година кога почна таа приватизација на еден криминален начин, Бранко Црвенковски им го даде на десетина одбрани олигарси или транзитски бандити или тајкони како ги нарекуваат, и го поделија тоа општествено богатство, еден страшен грабеж се случи во државата, и затоа сега сите ние кои што сме ориентирани, кои што сакаме Македонија да ја видиме во една посакувана насока, се здруживме во оваа коалиција, бидејќи не треба да се одделува, да се отцепуваат гласовите од било која од помалите партии, и сите заедно да ја спратиме таа политичка гарнитура во историјата која што нанесе големо зло и која фактички владееше 15 години без никаква програма во државата. Или ајде да бидам покоректен, можеби Бранко Црвенковски во тие 15 години имаше некаква програма, тоа беа првата, втората и третата програма на македонската телевизија и ништо повеќе, додека за разлика од нив коалицијата предводена од ВМРО ДПМН сега имаме конкретна програма со конкретни проекти и рокови за исполнување на сите тие задачи. Втора причина за нашето коалицирање е тоа што ние како партија пред се сме ориентирани за одбрана и заштита на македонските национални интереси и достоинството на македонските граѓани, и затоа ние сме исправени пред предизвикот да проговориме на тие митинзи низ државата кој и како ја крадеше, ја лажеше и ја растураше државата во овие 15 години, и затоа јас повеќе сакам да зборувам за тие некои стратешки елементи од аспект на нашата кампања, додека за економските теми доволно се зборува за програмата во овие 10 дена од коалицијата, и како партија која што се бориме за одбрана и заштита на националните интереси, сметаме дека со коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе успееме во таа намера,
само да не звучи ова како некоја гола реторика, да спомнам неколку примери. Ние како партија имаме поднесено во 2009 година кривична пријава до државното обвинителство за фалсификување на пописот. На последниот попис во 2002 година, со кој што албанци лажно беа прикажани во државата дека се 25%, бидејќи ние кон кривичната пријава приложивме докази со кои што аргументирано кажуваме дека албанците во државата се некаде околу 17%. Исто така имаме поднесено меморандум до Македонската академија на науките и уметностите во врска со Македонската енциклопедија, со која децидно ги даваме насоките за заштита на македонските национални интереси. Исто така јавноста можеби помалку знае, јас сум првиот кој што 2006 година во тогашната кампања со ВМРО-ДПМН прв напишав дека после победата во 2006 година ќе го спроведеме процесот на лустрација. Значи ние први го иницииравме тој процес за лустрација во Македонија. Исто така што е многу битно, во Собранието на Република Македонија пред една година имаме поднесена стратегија за заштита на државното име на Република Македонија, бидејќи сметаме дека на Македонија треба една стратегија не и треба стратегија за национален пораст, него и треба една стратегија која што ќе го одбрани, ќе го зачува државното име, идентитетот, јазикот и културата на Македонија и ќе афирмира Македонија на таа меѓународна политичка сцена. Исто така ги расветливме сите предавства преку неколку серијали кои што ги имав во јавноста и во печатените медиуми за сите тие предавства што се случија во војната во 2001 година. Исто така го расветливме срамниот прием на Македонија во Обединетите нации по таа срамна референца поранешна Југословенска Република Македонија, и така да сите овие стратешки наши определби кои што ги имаме зацртано како партија сметаме дека ќе ги оствариме преку коалицирањето со ВМРО-ДПМН. Така, за програмата накратко да спомениме, иако повеќе пати ја имаме споменувано. Па сега нашата програма воглавно се темели на сите тие работи што ги кажав јас, кои што ги набројав претходно, тие се тие столбови на тоа наше политичко действување, бидејќи како што кажав, нас како партија единствено не интересираат заштита на македонските национални и државни интереси, бидејќи Македонија сега е во една таква многу тешка ситуација, посебно од периодот од 2001 година, од таа војна што се случи во Македонија, кога државата излезе посрамена и понижена од таа војна, бидејќи сите знаеме дека после таа војна државата не беше редефинирана, беше променет уставот и фактички државата сега не се сведе на некаква збирштина од етнички заедници. Иако сите европски држави, ако ги погледнете во Европа, базираат на тој национален концепт, кај сите, да кажеме, носечки столб на сите држави е мнозинското население. Но ние од 2001 година, зашто јас сметам дека привремено го изгубивме тој атрибут да биде Македонија државна, национална држава на македонскиот народ, и да се разбере да не бидам сватен погрешно, со гарантирана положба за сите граѓани кои што живеат во државата, но основно е дека денеска во Европа, во сите европски развиени демократии, доминантен концепт е националниот концепт. Вие ако видите во сите устави на европските држави, во првиот член секаде стои дека тие се држави на националниот народ кој што живее во тие држави и со гарантирана положба на сите граѓани кои што живеат во односните држави. Но за жал од таа 2001 година, како што кажав, се случија тие страшни предавства и таа состојба денеска имаме некако резултат на тоа што македонски безбедносни сили не може да се справат со тие терористички формации, туку како резултат на тие страшни предавства и политички сценарии што се случија во 2001 година, бидејќи јас најодговорно тврдам дека македонски безбедносни сили може да се справат со тие терористички организации, дотолку повеќе што Македонска служба за државна безбедност во тоа време знаеше практично се за тие албански терористички формации, почетни кои што беа некаде околу 500 до 700 луѓе, се знаеше се колку се, каде се, кои што се одметнаа во планините, но за жал отсуствуваше тоа чувство за одбрана на државата во тоа време. И сега е жално кога денеска ги гледаме тие луѓе кои што беа во тоа време од државниот врв парадираат како претседатели на политички партии низ митинзи на Македонија и сака да се представат во едно поинако светло. Тука пред се мислам да кажем на тие неколку помали десничарски партии, како што е партијата на Љубе Бошковски и на Лјупчо Гергиевски, кои се доведа во една таква срамна положба денеска да одработуваат директно за Бранко Црвенковски, како резултат на тој нивен таен договор, таа тајна агенда за да ја рушат оваа влада. И ве гледаме на пример партијата на Љубе Бошковски по митинзите настојчиво се труди да го прикажи Бошковски како некаков патриот, иако значи на највулгарен начин сака да го изменат значењето на зборовите. Од обичен авантурист во тоа време да го прикажат како македонски патриот, бидејќи Љубе Бошковски како министер за внатрешни во тоа време за внатрешни работи во тоа време носи голема одговорност за гинење на македонските бранители како